За само 6 месеци од Македонија на работа во Србија заминале 497 работници, што е еднакво на цела една година претходно. Србија во првите 6 месеци од годинава издала 24.785 работни дозволи на странци, што е 1000 повеќе отколку за цела 2021 година, покажуваат податоците на Националната служба за вработување. Знаат ли од Организацијата на потрошувачи на Македонија за овој број и кој профил на работници претежно заминува во Србија? Па ние немаме некоја посебна евиденција за тоа, иако со воведувањето на Open Balkan бевме свесни за такви процеси. Ќе се зголеми сигурно бројот на луѓето од Албанија што ќе доаѓаат да работат кај нас, наши луѓе кои ќе отидат во Србија. На еден начин можеби тоа е и само нормален тек на оние што порано за сезонските работи не користеле договори, туку работеле на црно. До пред само 2 години Србија за македонските работници не беше привлечно место за работа. Што се промени за толку кратко време? Па видите, тоа се сигурно поединечни случаи, секој си поаѓа од себе. Србија во последно време имаше доста голем број странски инвестиции, големи компании. Сега не знам дали работат кај нив или работат дел во Јужна Србија во земјоделието. Во секој случај сигурно е платата една од причините што заминува да работат таму. Од друга страна, нема податок за тоа колку српски работници дошле на работа во Македонија, но се шпекулира со 5 пати помал процент од оние што заминале од тука, односно со едва и 50-тина. Најмногу странски работници доаѓаат во Србија од Кина, Русија, Турција, Индија, Куба, Белорусија, Украина и Непал, како и Шри-Ланка. На топ 10 листата се и соседите од Црнагора, Босна и Херцеговина и Северна Македонија, што е различно од досега и е нов тренд.